Појадокот е најважниот дел од исхраната во текот на денот. Што ќе појадуваме, така и ќе ни тече денот. Убаво утро ќе подготвиме во фреши заедно со Радица, која што одамна веќе сите ја познаваме. По нејзиниот блог и верувам дека сите оние кои што сакаат да експериментираат со храната, некогаш барем го отвориле нејзиниот блог и погледнале во нејзините рецепти. Како да подготвиме добар, здрав, но и богат со многу нутритиенти протеински појадок, ова утро ќе да знаеме од Радица Китевска. Ќе ти посакам, Радица, добро и убаво утро и ви благодарам што Иве не примивте во вашето каче каде што произлегуваат навистина многу интересни рецепти и вкусни појадоци. Добро утро и на вас и ви благодарам за поканата да учествуваме еве во вашата емисија, да подготвиме нешто здраво, помеѓувреме да си направиме еден убав муабет, да пробаме да ја кренеме свеста на младата популација и на постарата популација со здравите јадења, така да заедно ќе пробаме да направиме нешто. Да, твојот блог негде пред 5 години започна каде што почна да јавно да ги објавуваш нели сите оние рецепти кои што ти дома си ги подготвувала и сега го привлече голема внимание од публиката. Како се роди еве твојата љубов кон готвењето и кон експериментирањето со различни вкусови и подготвувањето на најразлични рецепти? Вака, значи, мојата љубов кон храната е уште од најмали нозе, ја што викам. Значи, буквално дома кога сите си гледале дечиња цртани, јас гледав емисии за готвење. Значи, премногу го сакав готвењето уште од мала, сакав да експериментирам со храната и помагав на мајка ми, на баба ми у кујна, значи обавезно се мешав во јадењата, ќе се подкачев на столче, ќе готев, значи од мала. Така да премногу ја сакам храната и ете со текот на годините си почнав од пошто дојдов во Скопје нели на факултет да студирам. Значи тука веќе почнав сама, значи буквално самостојно сама да си готвам и тука сватив уствари колку е храната уметност, значи кога сам со себе нели си со храната. Така да од најмали нозе во секој случај љубовта кон храната. И сега во врска со блогот, нели Радишас Дајарис што го отворив тогаш, значи тоа беше уште Давид кога ми беше бебенце и баш додека го доев, значи баш ми се јави онака некоја, што знам, некоја идеја, нешто ја што викам, знаеш, кога ќе се симне нешто одгоре и дека треба да отворам нешто такво, дека сакам, знаеш, на луѓето да им пренесам нешто што знам, во што сум вешта, да им ја кренам свеста за убавата исхрана, за брзите рецепти, заради тоа што на мојот блог најмногу може да најдат брзи рецепти. Значи тука идев со помислата на мајките пред се, пошто тогаш бев мајка, дека немаш време буквално до веца да отидеш, а не да правиш нешто, мислам баш што саати да заглавуваш во кујна. Така да затоа и решив да смислам, усвари ги прави веќе тие рецепти, некои брзи рецепти, каде што ќе може секоја мајка да одвои барем некое малку време да подготви нешто за неа, за своите деца. А тоа да биде здраво. А тоа да биде сепак здраво и економично. Значи сегогаш гледав да биде секоја одредена класа на луѓе да може да си го дозволи да си ги купат тие намирници. Значи сепак живееме во време каде што има различни класи на луѓе. И гледав да биде баш со поекономични состојки намирници, да може да подготват еден убав доручек, ручек и вечера. Да, појадокот е она за кој што ќе зборуваме денеска. Кои се вашите предлози за лесен, здрав и вкусен прецен или појадок? Вака, значи, чија пудингот, јас стално го кажам, значи тоа и на мојот блог, тие што ме следат следбениците знаат дека чија пудингот буквално го јадам цело време. Значи цело време, не секој ден, ама гледам што е можно повеќе да се конзумира тој појадок, заради тоа што содржи голем број на протеини пред се, лесно е за варење, на пример, едно е да изедеш ти бурек со месо, на пример, да се прејадеш, да ќе се најадеш, меѓутоа ќе ти биде тешко и ми е тешко после тоа. А чијата на пример ќе те најади, меѓутоа не ти е тешко ниту на желудник, ниту на дигестивниот систем. Така да затоа е убава чијата ги содржи сите компоненти што треба да прими човек за еден доручек, на пример. Содржи протеини, внатре има млеко од индиски ориви кој е исто така бомба. Имаме овошје, значи имаме путер од кикирики кој што е исто богат, нели, и калоричен, значи да држи. Така да затоа и се одлучивме за чија во фреши да се внесе чија пудингот. Овесни каши имаме овде исто интересни, тие се подготвуваат со млеко од овес
истиот состав како и чијата, со овошје, со путер од кикирики. Имаме тостови, тие се подготвуваат со интегрално лепче со семиња, значи гледав што е можно доручекот да биде што е можно со повеќе здрави намирници. Затоа ете може го воведовме интегралното лепче со семиња за тостот. Имаме ладни сендвичи, многу убави кои што исто така многу се трошат и ги јадат децава и повозрасните. Тие се исто со интегрално лепче со семиња, со многу зеленчук и зависи, некои се со шунка, кашкава, со пршута, со рукола, со моцарела, со јајце. Значи така да тоа е тоа, прилика за доручекот. Исто имаме и смутиња многу здрави. Значи тие се со овошје, имаат некои од смутињата имаат и овес, значи нели се да држи поише да биде побогат доручекот. И исто така и тие се една добра идеја за доручек. Да, нели, на почетокот сме од учебната година, децата потребни има нели ужинка за во училиште. Кој е на вашиот совет, како може па и дома родителите да им приготват нели една чија, што се им е потребно и каков е начинот нели на подготовка? Вака, јас сум многу среќна пред се што овде во Фреши гледаме се повеќе млади, значи млада популација, што се вика дури бебиња и дечиња што доаѓаат со нивните родители, значи си јадат чија, значи цела чија, буквално цела чија ја јадат до крај, да лижат со лажичката. Значи многу сум среќна што е тоа така, што гледам дека се кренала веќе кај нас свеста. Дури сум исто така среќна и сакам да го потенцирам и тоа дека се повеќе стара популација доаѓа, значи бабички по 70, 80, 90 години, значи што доаѓаат овде, што си јадат чија. Значи стварно сум изненадана и ми е многу мило што ја гледам таа гледка. Значи такви постара популација да се храни така здраво и што сум многу среќна што ја кренат ете свеста кај нас, а што ние дополнително еве сакаме да ја подкренеме уште толку свеста за да знаат луѓето дека храната може да биде здрава, вкусна и да најадува пред се. Да. Да уживаме нели во она што го јадаме, што сочинува еве процесот на подготовка за еден чија пудинг. Значи чијата ние од вечер се потопува млекото, значи млеко од индиски ориви подготвуваме претходно. Значи тоа се потопува чијата, таа мора да одстои од вечер, цела вечер стои, за да биде нели поубава, значи поубаво да се згусни. Ако може и до саат 2 на пример да постои чијата во млекото, меѓутоа поубава кога цела вечер стои. Значи тоа е дефинитивно трип. Значи да се направи баш убав пудинг, значи густ пудинг. Потоа подготвуваме подготовката сама идеше тоа што се стават овошје одозгора, па се става путер од кикирики и на крај дури ставаме и печени кикирики. Значи да биде онака крцкавиот вкус за крај да дојде. Така да ја би сакала да подготвиме тука заедно со вас, да видите како иде подготовката на чија пудингот, дека не е ништо тешко, значи многу е лесен за подготовка, се доколку си потопите чија од вечер. Значи таа една навика е убаво да си ја стекнете, од вечер да си потопувате некое семе, не мора ни чија да биде, може да биде овес, може да биде хелјда, значи све може да се потопи од вечер и после да се јаде утре са бајле. Се оно што е здраво, нели, за да уживаме утре дента во вкусниот и лесен појадок. Како дојдовте до идејата за да настане Фреши, се она нели што се нуди тука како појадок, како здрава намирница за целата популација, нели, па и да се подигне нели свеста за колку е тоа важно да внесуваме здрава храна во текот на целиот ден. Вака, сонот за да имаме едно мое бистро, нели, за здрава храна е, значи, многу одамна, меѓутоа, знаеш, ако секогаш си го слушам јас она гласчето во мене или што викам ја, значи да го послушаш интуицијата, да си ја послушаш кога ќе дојде вистинското време за тоа. Така да од секогаш сум сакала, меѓутоа ете сум чекала можеби да ми светне тоа сијаличката во глава и имам една пријателка, многу блиска, Кате буквално не знаеше за мене колку ја сакам храната и сите работи, исто и она ја сака премногу храната и сака да експериментира со храна. И еден ден дојде кај мене и рече: Радица, има еден прекрасен локал кај мене у Мало, значи сега ја градат зградата, совршено место да отвориме бистро. Значи јас буквално почнав да се ежам, значи го знам оној момент кога знам дека тоа е тоа. Значи не ни чекав онака ништо, реков важи готово. Значи сакам, ајде да го видиме локалот, значи дојдовме, го дзинавме, значи буквално идејата беше момент. Значи и многу брзо после тоа, значи го изреализиравме, буквално со брзина на светлината све ни одеше, патот ни беше отворен, буквално кога ти е све со лесно кога ти иде.
Значи знаевме дека тоа е тоа, дека почнуваме, стартуваме. Имавме некои мали препреки, меѓутоа беа занемарливи со однос на тоа што многу брзо ни течеше целата таа реализација на идејата и отварањето на Фреши. Значи тие се почетоците на Фреши, така и го отворивме локалот. Значи го видовме процесот на подготовка на чија пудингот, видовме дека е многу едноставен, многу брз, се доколку од вечер си потопите чија семе во млеко, какво и да е, билно, растително, кравјо, значи кој какво преферира и кој какво сака. Во вода исто може дури да си ја потопите чијата, така да за многу кратко време имаме здрав, нутритивно здрав, протеински доручек со чија, овошје и путер од кикирики и сега да не ги забораваме крцкавите кикирики од озгора. Значи, мислам дека за сечи вкус е ова доручаче. Да, се надевам дека им дадовме нели идеја на нашите гледачи што вкусно да поедуваат доколку не стигнат нели ова утро, но секако за следниот ден да имаат вкусен и лесен поедок. Ти благодарам Радица на одвоеното време. Благодарам и вам, убав ден.